Велите дека ќе ги подпишете сите 5 во пакет. Дали можеби очекувате со вашиот ставање парав практично на овие закони да добиете поддршка од СДСМ и дуи во пресрет на втор мандат за председател? Значи, ако верувате, мислам дека пред некој ден направив 4 години мандат. Македонската јавност има прилика секојдневно да го следи моето однесување. Знае дека во неколку наврати за битни проекти сум имал спротивно мислење од владата или од партиите во сегашната влада која ме поддржа и 2014 и 2019. Не сум калкулирал со поддршка никогаш. Слушам дека некои размислуваат и во една слична, малку модификувана насока. Дали ова, бидејќи е Бехтел и ЕНК се во позадина, дали се ако ја подпишам, ќе ја добијам поддршката на Америка и обратно тоа се детски анализи. Никогаш немале втемеленост во реалноста, никогаш не сум разговарал на таков начин. Ако е нешто во прилог на граѓаните, го подпишувам, сосема небитно кој го предлага до мене. Ако е нешто спортивно на нивите интереси, не знам кој да се јави, не може да ми влие. Мислам дека неколку пати тоа сум го кажал. Од фамозната пресконференција летото 2019, која беше абсент тогашниот специјален јавен обвинител, до денеска законот за илегални градби и така натаму. Да нема праг за евентуална промена на изборниот модел, кај што би можеле и помалите партии да влезат во парламентот, а не само оние кои ќе го надминат тој тогаш предложен прак од 3, 4 или 5%. Че мислам дека на многу инстанции сум покажал дека ги размислам со своја глава. А дали размислувате за втор председател? Сега не, во моментов не. Денеска министерот за внатрешни работи беше запрашан токму на оваа тема за кандидат за председател. Не демантираше на начин дека можеби ќе оди на наредните избори. Дали ви е страв дека Оливер Спасовски можеби ќе поддржан од власта на наредните избори за кандидат за председател? Не знаеш како, ако имаш страв во животот, не се впушташ во ниедна работа. Не само во политиката. Ако имаш страв од еди кој си, најбитно е да имаш не страв кон некого, да имаш доверба во себе си. А ако самиот се чувствуваш подготвен, мислам дека не постои толку голем страв од некој опонент потенцијален кој може да те инхибира и да останеш дома да гледаш телевизија.